Почитувани граѓани, колку треба да поскапи лебот? Колку треба да поскапат цените на храната за Христијан Мицкоски конечно да превземе мерки? Мицкоски секојдневно ги лаже граѓаните. Вели дека владата ја следела состојбата додека цените растат, а стандардот на народот паѓа. Празните фрижидери и празните джебови не можат да го чекаат Мицкоски. СДСМ навреме предупреди дека растот на цените на нафтата ќе предизвика бран поскапувања на храната. Денес тоа се случува. Поскапува лебот. Веќе се поскапени зејтинот, јајцата, млекото, овошјето и зеленчукот. Мицкоски ги држи граѓаните во сиромаштија, без мерки, со најниски плати во цела Европа. Владата одби да ја покачи минималната плата на 600 евра. Од овој месец минорни 1667 денари ќе биде покачувањето на нашите плати. Во оваа скапотија тие пари немаат никаква вредност. 2 килограми домати, 2 килограми краставици, табла јајца и 4 литри бензин, ете, толку вредат 1600 денари денеска. За само 3 месеци растот на цените изеде над 2500 денари од буџетот на граѓаните. Синдикалната минимална кошничка достигна речиси до 68.000 денари. Сега ниту 600 евра плата не е доволна за граѓаните да можат да го преживеат месецот. Наместо да штити тесни бизнис интереси, владата мора веднаш да превземе мерки и да ги прифати сите решенија на СДСМ. Намалување на ДДВ на горивата од 18% на 5%, намалување на акцизата за 4 денари, 0% ДДВ за основните прехранбени производи, преполување на патарините. Граѓаните не можат да чекаат.